Оваа емисија на Агенда 35 е посветена на поглавјето 27 животна средина со фокус на зелениот договор. Каде е Европа, каде сме ние на оваа тема? Имаме релевантни соговорници и интересни теми. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате: Македонија е помеѓу 6 најранливи европски земји кога станува збор за климатските промени и последиците кои се чувствуваат. Борбата е предвидена со европска помош. Клучен во борбата со климатски промени треба да биде законот за климатска акција, чие носење доцни, но се очекува во март 2022. Разговараме со првата жена за климатска акција, државната советничка за климатски промени, Теодора Обрадових-Грнчаровска. Интервју со Штефан Худолин, шеф на одделот за соработка при мисијата на Европската унија во Скопје. Следете на. Македонија е помеѓу 6 најранливи европски земји, кога станува збор за климатските промени и последиците кои се чувствуваат. Климатските промени и деградацијата на животната средина се закана за регионот, Европа и светот. И затоа, зацртаната цел од страна на Европската унија, која се содржи во Зелениот договор, е емисиите на стакленички гасови да се намалат до 55% до крајот на оваа декада. Македонија се обврза да работи кон оваа цел со потпишување на декларацијата во Софија за зелена агенда за Западен Балкан. Во насока на подигнување на свеста за Европскиот зелен договор и неговата клучна цел, кај нас беше промовирана новата кампања ЕУ со тебе, чијшто слоган е "Не постои резервна планета". Шефот на делегацијата на Европската унија, Дейвид Гир, истакна дека кампањата е повик за будење за потенцијално губење на најсуштинските работи на планетата, како што се свежата вода, чистиот воздух и почва. Кампањата повикува на силна политичка посветеност и итна акција на сите нивоа за ублажување на климатските промени, спречување на загадувањето, заштита на биолошката разновидност, промовирање на одржливо земјоделство и производство на храна, декарбонизација на енергијата и транспортот. Климатската промена е факт, а и незините последици, кои што ќе станат се потешки и сложени и ќе влијаат и ќе имаат удел во секој дел од планетата, така што треба да реагираме веднаш и глобално. Одскоро, неодамнешна една оценка ја става Северна Македонија помеѓу 6 најранливи европски земји, кога станува збор за климатските промени и последиците во последните 5 години. Повеќе од 50% од популацијата беа зафатени од природни катастрофи, како што се, например, топлотни бранови, потоа шумски пожари како и поплави, а сите се сеќаваме и на пожарите од минатото лето, како и смртоносните поплави од 2016 година. Она што навистина е загрижувачки е што глобално таквите настани се случуваат почесто и се посериозни. Европската унија ја презеде водечката улога во глобалната борба против климатските промени и го постави Европскиот зелен договор како план за трансформација на Европа, вклучувајќи го регионот на Западен Балкан на климатски неутрален континент до 2050 година. Зелениот договор е повеќе од само една политичка амбиција. Се состои од практични акции, действија кои што сите ние треба да ги имплементираме, тековни и идни земји членки. Така што кои се тие крајни цели? Прво, а тоа е декарбонизирање на нашите економии. Ова е суштински кога станува збор за олеснување и ублажување на последиците од климатските промени. Целта на Европската унија како глобален лидер кога станува збор за климатската промена е да ги намали емисиите до 55% до крајот на оваа декада и да направи Европа континент без јаглеродни емисии до 2050 година. Второ, климатска адаптација и намалување на ризиците во случај на екстремни неповолни временски непогоди, како например ограничени зелени
зелени простори, како и урбана топлота, како и намалени природни дренажи кои што ги прават градовите, особено ранливи кога станува збор за екстремни настани, како например топлотни бранови и поплави. Во борбата против облажувањето на климатските промени, потребна е силна политичка посветеност, акција на национално и локално ниво, приватниот сектор, но и действување на секој поединец. Од следната година, делегацијата на Европската Унија ќе лансира годишна награда за зелена општина, што ќе ги препознае најдобрите локални практики во области како управување со отпад, енергетска ефикасност или заштита на животната средина. Климатската промена не може да биде третирана преку само мали иницијативи, туку бара соопфатни политики и пристап кој што ќе бара силна политичка заложба, како и целосно распределување на целосниот административен капацитет на национално и локално ниво. Владите и општините имаат огромна улога во себе ова, тоа значи соопфатни реформи. Тоа значи спроведување на активностите кои што се предвидени во согласно со зелената агенда за земјите од Западен Балкан. Тоа значи генерирање на иницијативи кои што понатаму ќе генерираат иницијативи приватни и јавни. Ова е прилика која што треба да се зграби, меѓутоа вие треба да водите. Нормално, ние сме тука да ве поддржуваме. Европската Унија останува најголемиот донатор во земјата и отприлика 40% од годишниот буџет за помош се троши на проекти кои што се имплементираат локално во различни сектори. Оваа година отпочнавме со нова иницијатива во поддршка на локалните самоуправа. Евроамбасадорот Гир порача дека иницијативите за зачувување на животната средина треба да произлезат од сите општествени чинители во државата. А Европската Унија е овде за да помогне со нудење експертиза, совети и со значително финансирање во рамките на инструментите со кои располага. Делегацијата на Европската Унија им помага на општините преку проекти кои поддржуваат иновација и циркуларна економија, а се поддржуваат и пограничните партнерства кои се однесуваат на локални прашања од животната средина. На македонските општини може да им се пренесат и знаења и искуства од европските градови, кои работат на отпорност кон природни катастрофи, кои развиваат системи за предупредување и спречување на поплави и ризици од пожари. Од големо значење се и грантовите за енергетска ефикасност на јавните објекти, како и трансформација на јавниот транспорт кој е еден од најголемите загадувачи на воздухот. А Скопје и неколку други градови во Македонија се на врвот на листата со најзагаден воздух во светот. Македонија е мала држава која што на светско ниво незначително придонесува во емисиите на јаглерод диоксид, но трпи големи последици, како земја сместена во еден од најранливите региони, а тоа е Медитеранскиот. Она на што земјава треба да се фокусира, согласно Парискиот договор и Европскиот зелен договор, е исполнување на целите за намалување на стакленичките гасови. Главни сектори во кои ќе треба да се насочат мерките и зелените политики се индустријата, земјоделството, шумарството и други употреби на земјиштето и отпад. Покрај тоа, потребно е и адаптивно зелено сценарио за најранливите сектори на климатските промени, водните ресурси, заштитата на природата и културното наследство. Последиците од климатските промени нема да ги чувствуваат само луѓето и ранливите сектори, туку климатските промени во крајна линија ќе имаат ефект и врз безбедноста на државата, вели државната советничка за климатски промени Теодора Обрадовиќ-Гранчаровска од Министерството за животна средина. Затоа е потребна координирана меѓуинституционална соработка за климатска акција. Но колков е капацитетот на државните институции за исполнување на државните заложби до 2030 година да се постигне за 51% намалување на емисиите на стакленички гасови во однос на емисиите од 1990 година. Добра страна е што се ги знаеме сопствените слабости. Тоа е првичен чекор за надминување на истите. Не е ништо ново ако кажам, тоа го има детерминирано многу извештаи дека административните капацитети треба да се засилат во многу области во управувањето со животната средина, вклучително и за климатските промени. Значи тоа е детерминирано, абсолвирано и веќе има сериозни чекори кон поместување на подобро во смисла на засилување на истите, дали со прераспределба на работни места, со давање мандат на државни службеници, што може би примарно не име тоа задача да го работат истото. Прашањето е веќе подигнато на ниво на
повисока, да кажам, и политика и разбирање, не е прашање кое што едноставно и единствено се врзува само со ресорот животна средина, туку на многу веќе станува јасно дека станува збор за крос-катинг, за едно хоризонтално прашање што навлегува во работењето, речиси, на секој ресор во државата. Сите документи кои државата се обврзала дека ќе ги транспонира од европското законодавство се усвоени. Донесена е долгорочна стратегија, национален утврден придонес кон договорот од Париз, како и други директиви и регулативи. Но следува нивно спроведување, за кое пред се мора да се донесе и законот за климатска акција. Оваа област е многу динамична и постојано се случуваат промени, вели Грнчаровска, и затоа покрај постојните директиви и регулативи на ЕУ, законот треба да ги вклучи и оние кои се неодамна донесени. Текстот на законот се очекува да биде финализиран во март 2022 година. Во срцта на законот ќе биде поставувањето на рамка за мониторинг, известување и верификација, преку која ќе бидат мерливи сите акции што државата ги презема согласно врските за климатска акција. Да постои систем и на собирање, и на обработка, и на анализа, и на известување. Ако, например, имаме политика и мерка која што се однесува на секторот земјоделство, мора да има правен механизам како ние ќе дознаеме и ќе знаеме на регуларна основа докаде е степенот на спроведеност на таа мерка, која што всушност и со чие што имплементирање се постигнува она за кое што ние сме се само определиле како цел. А тие цели ги имаме и до 2030-та и до 2050-та. И сега од сите нас ќе зависи дали и како ќе ги постигнеме тие цели. Според Грнчаровска, уделот на државата во финансирањето на транзицијата кон чиста енергија ќе биде најмал споредено со учеството на приватниот капитал и на меѓународните финансиски институции. Но за успешност на преземените акции, овие средства ќе мора да се поврзуваат секторски. Преточено во бројки, инвестициите потребни за реализација на сценариото на декарбонизација се 7,7% од вкупниот просечен годишен БДП или околу 800 милиони евра. Што се однесува до улогата на приватниот сектор, тој учествува со 85% во вкупните инвестиции потребни за реализација на политиките и мерките во секторот индустрија. Како еден предизвик останува и така нареченото климатско одбележување на финансиите, односно дефинирање на процент од јавните финанси на национално ниво, кои се одделуваат за разни директни и индиректни активности поврзани со климатските промени. Покрај финансиите, за достигнување на целите на климатската акција, потребна ќе биде праведна транзиција. Не може да се зборува за транзиција која што е на сметка на нарушување на било која од компонентите на одржливоста. Значи, ако ја фаворизираме само алката или страницата на животната средина, а го нарушиме социјалниот момент, кој што е исто така равноправна страница во тој триаголник на одржливост, тогаш и не сме направиле вистинската трансформација. Значи, возможно е, меѓутоа со силна политичка волја и со силна заложба на различни ресори, кои што во своите политики ќе имаат една заедничка цел. Значи, координиран, фокусиран пристап од различни ресори, енергетика, социјала, животна средина, се разбира ресорот здравје не го споменувам, затоа што тоа би било на сметка на подобрување на здравјето. Меѓутоа, сите овие политики, повторувам, за декарбонизација и за климатска акција, се можни исклучиво со координиран, фокусиран и пристап кој што нема да оди на сметка на нарушување на било која од трите компоненти. Постигнувањето на тие цели подразбира постепен премин кон обновливите и еколошки извори на енергија, но наместо тоа, енергетската криза која што ја зафати земјава дополнително не врати неколку години наназад, активирајќи ги со години неактивните термоелектрани. Што значи оваа криза? Овие кризи од наша перспектива се токму последица на недоволното вложување во обновливите извори на енергија во минатото. И кога се доведува одредена држава во ситуација да зависи исклучиво од еден извор, последиците се тие. Значи, тоа е всушност последица на невложувањето во обновливите извори. Предвидувањата се дека социјалните аспекти на политиките и мерките за намалување на ефектите од климата се нови работни места, и тоа 8.000 до 2030 и 10.000 до 2035 година.
Зелените работни места ќе бидат во најголем дел во секторот на енергетска ефикасност, реконструкција на резиденцијални згради, изградба на пасивни куќи, обновлива енергија без стимулации и соларни термални колектори. Good evening and welcome to our program. Can you tell us more about the Green Deal and its importance for the European Union, but also for the European continent? Yes, with pleasure, and thanks for having me. The Green Deal is what we see as our Europe's future. It is about on how we do things in order to get to the ultimate goal of making Europe the first climate neutral continent by 2050. Is it real, that date? Do you think I think it is can be real. achieved? It is ambitious, but it is real. And in the recent past, we have seen that with emission reductions, we can in parallel also see growth in the economy. So it is possible. There are many things that need to be done. There are many challenges that will require actions from all of us. But we need to change our mindset. We need to see that this is not anymore an affirmative action that affects the environment only. We need to translate the Green Deal into our daily activities, but into all our policies in everything what we do, regardless of the sector. If this is in the industry, in agriculture, in businesses, anywhere. It always needs to be triggered and taking into account the Green Deal and its efforts. We have in the recent months, since the adoption of the Green Deal in 2019, for example, 50 policy activities on the level of the European Union have been initiated, taking into account the overarching vision of the Green Deal. But it is true that those changes will not be easy, but we will need to do them, because otherwise the price to pay will be much higher. It won't be easy, not for you, not even for us, like a candidate country. What kind of instruments can we use for help, European help, for doing this here? Yes. Environment, climate change, pollution does not recognize any borders. So there is no me, you, ours, theirs. It's the continent of Europe. We want to be the leaders in this regard. And we are very happy that the Western Balkans region and also North Macedonia have embraced the Green Deal agenda for the Western Balkans. And this is certainly something that mirrors what we have for the European Union. And we have also, as in the past, foreseen financial assistance for the countries that will continue in this regard. But it will be a twist in the dimension on how we implement it. We will be now driven in implementation and programming of our activities, regardless of the sector, again, by always taking into account our ultimate goal of climate neutral agenda there. Being a bit more specific, to give you a house number, we have from what we call IPA, the instrument for pre-accession, we have allocated nearly 100 million from the 2021 package that North Macedonia will have at its disposal. But above that, there are also regional instruments that are very significant. And one may say with 100 million you don't make a big difference. But you do make a big difference if these 100 million are grant funds, because these grant funds can attract private investments, can attract additional loans, and therewith we hope that we can multiply the grant funding several times, so to come to these numbers that will be adequate in order to address all the challenges that we are facing. You've started a campaign recently, and it's not only about the main resources of the planet, but also about these local treasures. Yes, we're very happy that we have recently launched the campaign on which we have worked in the past months in doing exactly this, taking the Green Deal, but trying to put it in a local context. So for the citizens to embrace it and to also recognize it in their daily lives. And we have tried to establish it in a sequence in several steps, which we hope will be useful for every person, for you and me as a citizen here in North Macedonia. And I'm happy to see that we are also the front runners in the region in this. So we would want to start with awareness raising about informing about the problem. What is it? What does it mean? What is happening around me? And therewith we'll focus on the quality of air, quality of water, quality of soil, and their cleanness. And we will establish a metaphor in using a kind of a museum of the future, which is a bit of a scary picture in having the exponents being at risk, that we will not be
possible anymore to enjoy clean air and clean water. And translating this into a local, very popular product, which I'm very happy to see, the Jabučar tomato. Can be in danger tomatoes, actually. Bees, certain species can be very much in danger. And the slogan is zato što nemame rezervna planeta, so recognizable to everybody. And this will be followed by and further information and about embracing all the levels, because again, this is not about the European Union, but this is about the continent of Europe. And there we want to, in all our activities, translating ultimately into action. And that is why we also have launched the Green Deal campaign with mayors, with the presence of the mayors, because at the end you need the cooperation of everybody. Everything is implemented on the local level. We need to have the buy-in of the local leaders and all of the communities, and their cooperation with the institutions also on national level. And we will also then afterwards have awarding of those who do significantly well and who are able to transform all this into their societies. Talking about implementation, where can you see maybe the weakest points? Where do you think that the problems will occur? In which sectors, which areas, which institutions maybe? It's easy to say, all of them. It applies all over the board because whichever sector we look at, you always need to be driven by on how does this affect the environment and how can I be better. If I would need to pick out one, maybe it's about the usage of fossil fuel, which is a problem in every country, also in my home country, and the transformation from fossil fuels to renewables, which is a very long-lasting process, which will be very demanding and challenging. But if we think and remind ourselves that here in North Macedonia, 80% of the greenhouse gas emissions come from fossil fuels in the production of energy, transport, heating, this is enormous. And this transfer needs to happen because we cannot wait for the ultimate renewable to come in place, but we need to act already now because we need to clean our air that we are breathing here every day. Yes, talking about the energy and the sector of energy, we cannot escape from the fact that we're actually focusing so much on the process of gasification. And do you think that it's possible to do both, this strategy and this process? I think that is exactly the idea, that this process has to serve both. But the intention is that we keep the gasification according to the needs, not to roll it out full-fledged and then afterwards that we'll need to roll back when we have the renewables installed. But it is also true that the Green Deal can only be achieved if we at the same time also ensure economic growth. We need to have prosperity for the citizens. We cannot have a standstill and turn ourselves only on environmental aspects. And there we also have the great hope. But therefore we also need to have energy supply and energy security. So we cannot live in an uncertainty when it gets to the energy demand. Having in mind this crisis that it's knocking on our door actually. Exactly. So I think turning into a transitionary phase of gas supplies can indeed serve both purposes, that we can have a quicker translation of the greenhouse gas emissions and a quick significant reduction, whereas thereby serving the energy needs, and at the same time constantly in parallel thinking about our long-term vision of moving towards renewables, especially here in North Macedonia, where we have very favorable conditions for photovoltaic power plants that we are also supporting in Bitola and Oslome, and potential for wind energy, and this is certainly the way ahead. My last question will be more in general. What do you think about the ecology, the treatment of ecology, and the importance of environment here? I think it's enormously important. It is what's our precious that we have to take care of. It is about the biodiversity. It is about the local specificities that we have here, but also about the local species. And we are very happy to see that in North Macedonia the protected surface of areas is increasing. So we have more natural parks, which also brings then certain rights and obligations with it. But this is not where it ends. But I think with the
treasures that North Macedonia has and the beauty of the country, and also with the geopolitical landscape, it is certainly a big win for the European Union and on its way to becoming a member state of the European. And what about the awareness? Do you think it's rising as well? I think it is, but again, I think it needs to be transposed in that it applies everywhere, to so-called mainstream it, to make it really a horizontal aspect, that when somebody who is constructing a house or when the Ministry of Education wants to renovate a school, that it's not just about the renovation, but it's about energy efficiency. What can I do? Shall I address also my heating system? Shall I address the isolation? And then again, this requires several players in the field to provide this assessment, which may at the beginning look more costly. But in the long term, it will pay out, and certainly, ultimately, for all of us as citizens and as part of the world population, this will what we will have to do. Thank you very much for your time and for the messages. Thank you for having me. 3 нови иницијативи потребни за остварување на Европскиот зелен договор донесе Европската комисија во месец ноември. Комисијата предложи нови правила за спречување на уништувањето на шумите, а поврзано со побарувачката од ЕУ, како и олеснување на транспортот на отпад внатре во ЕУ, заради промовирање на кружна економија и решавање на проблемите со незаконски извоз на отпад во трети земји. Европската комисија представи нова стратегија за почви, која треба да помогне до 2050 година целата европска почва да се обнови, стане отпорна и биде заштитена на соодветен начин. Со трите предлози, комисијата представи алатки за премин кон кружна економија, заштита на природата и подигнување на еколошките стандарди во Европската Унија и свет. Според Франс Тимерманс, извршниот подпредседател на Европската комисија задолжен за Европскиот зелен договор, за успешно сузбивање на глобалните кризи поврзани со клима и биоразновидност, мора да се преземе одговорност за действување и дома, но и надвор. And to succeed in the global fight against the climate and biodiversity crises, we must take responsibility at home as well as in our international relations. The proposal we present to you today do exactly that. Our deforestation regulation answers citizens' call to minimize the European contribution to deforestation and to promote sustainable consumption. Our new rules for waste shipments will boost the circular economy and ensure that EU's waste stops polluting third countries. Getting soils healthy is simply a matter of our own survival. Дека покрај во трети земји и дома во ЕУ мора да се завршат некои работи, истакнува и Европскиот комесар за околина, океани и рибарство Виргинијус Синкевичиус, според кој ако од партнерите, односно другите држави, се очекува по амбициозни климатски политики и политики за заштита на околината, тогаш и самите треба да запреме со извозот на загадување и да го стопираме уништувањето на шумите. We can't ask for ambitious climate policies from partners on the one hand and export pollution and support deforestation on the other. And I am more than happy to say that our proposed waste shipment regulation and deforestation regulation are the most ambitious legislative attempts to tackle these issues ever put forward. Инаку, ако се знае дека само во периодот од 1990 до 2020 година светот има изгубено 420 милиони хектари шума, што е подрачје поголемо од Европската Унија, тогаш новите мерки за спречување на уништувањето на шумите, а поврзано со побарувачката од ЕУ, се од големо значење. Па така со предложените нови правила на граѓаните на ЕУ им се гарантира дека производите кои ги купуваат, користат и трошат на европскиот пазар не придонесуваат кон уништување на шумите во светот. Европската комисија планира воспоставување на систем на референтни вредности за проценка на државите според нивото на ризик од уништување на шумите. Потоа се предлага интензивирање на диалогот со другите држави кои се големи потрошувачи, како и ангажирање на ЕУ на мултилатерално ниво со цел заедничко действување. Се очекува новите правила да придонесат кон намалување на емисијата на стакленички гасови и зачувување на биоразновидност. Во втората иницијатива, ревидираната уредба за транспорт на отпад, комисијата предлага построги правила за извоз на отпад, поефикасен систем за промет со отпад како ресурс и одлучни мерки против незаконската трговија со отпад,
со што се исполнуваат целите за постигнување на кружна економија и нулта стапка на загадување. Извозот на отпад во држави кои не се членки на Организацијата за економска соработка и развој ќе биде ограничен и дозволен само ако државите се подготвени да примат одреден отпад и може со него да управуваат на одржлив начин. Ќе се следи транспортот на отпад во државите членки на Организацијата за економска соработка и развој и ќе може да се откаже ако предизвикува сериозни еколошки проблеми во државата дестинација на отпадот. Во согласност со предлогот, сите претпријатија од ЕУ кои извезуваат отпад ќе треба да обезбедат независна ревизија на капацитетите кои го примаат нивниот отпад, за да се докаже дека тие капацитети управуваат со отпадот на начин кој е прифатлив за околината. Комисијата предлага во ЕУ значително да се поедностават веќе воспоставените постапки за да се олесни повторното искористување на отпадот во кружна економија, а при тоа да не се намали нивото на контрол. Новите правила опфаќаат и електронска размена на документи, со што транспортот на отпад влегува во дигиталната ера. Со уредбата за транспорт на отпад дополнително се зајакнуваат мерките против незаконска трговија со отпад и се дефинираат построги правила за административните казни. Третата иницијатива, која ја представи Европската комисија, е новата стратегија на ЕУ за почви, важен резултат на Европскиот зелен договор и стратегијата на ЕУ за биолошка разновидност до 2030 година во решавањето на кризи во подрачјето на клима и биоразновидност. Здрава почва неопходна е за 95% од храната која се конзумира и е основа за повеќе од 25% биоразновидност во светот. Меѓутоа, 70% од почвата во ЕУ се уште не е во добра состојба. Затоа со новата стратегија се утврдува рамка со конкретни мерки за заштита, обнова и одржливо користење на почвата и се предлагаат низа доброволни и правно обврзувачки мерки. Целта на стратегијата е постигнување еднакво ниво на заштита како што постои за водата, морската околина и воздухот во ЕУ. Тоа ќе се постигне со предлог нови правила за здрава почва кои треба да се изработат до 2023 година. Со стратегијата се мобилизира и потребниот општествен ангажман, финансиски средства и размена на знаење, се промовираат одржливи пракси за управување со почви и истовремено се поддржуваат амбициите на ЕУ за глобално дејствување на подрачјето на заштита на почвата. Во исто време, постројка за преработка на отпад и производство на електрична и топлинска енергија, но и спортско-рекреативен центар се организирани во и на површината на уникатниот објект од 41.000 метри квадратни, со кој се гордее Копенхаген во Данска. Имено внатре во објектот инсталирана е последната технологија за обработка на отпад и производство на енергија, со која може годишно 440.000 тони отпад да се произведе чиста енергија, односно електрична струја и грејење за 150.000 домаќинства. Целата опрема е инсталирана во висина, со што е формиран закосен покрив на објектот. На закосениот покрив е оформен простор за спроведување на најразлични спортско-рекреативни активности. Па така, до врвот на покривот може да се искачи преку 3 патеки за планинарење и трчање, со наклон од 5 до 35%. Патеките поминуваат низ градини со различни растенија, а најкратката е со должина од 450 метри. Покрај патеките се формирани специјални зони со најразлична опрема за вежбање и фитнес. На покривот се наоѓаат и вештачки скијачки патеки и зона за санкање, кои се отворени во текот на целата година, без разлика дали има или нема снег. Скијачките патеки се на површина од 9000 метри квадратни и овозможуваат максимум 100 скијачи во исто време. На скијачите достапни им се 4 ски лифтови. Фасадата на објектот пак е вештачки зид за искачување од 85 метри, еден од највисоките во свет. До врвот на оваа вештачка планина, направена од човечка рака, на кој има голема отворена тераса, може да се стигне по скали со внатрешен стаклен панорамски лифт или по патеките за планинарење и трчање. Стаклениот панорамски лифт е поставен во внатрешноста на објектот и нуди поглед на капацитетите за производство на енергија. 10 ката од објектот се користат како административен простор и образовен центар за академски тури, работилници и конференции. Со истата тема, но со некои нови аспекти, продолжуваме и следната среда. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35.